Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Ајде Бурек на Skynet телевизија. Вечерашниот гостин малку предвреме, ненавремено ви го најавивме, иако од оправдани причини, бидејќи го најдовме во Скопје, во Македонија, баш во периодот кога моментално се и привремено се наоѓа тука. Го поканивме како економски стручнjак со кого би поразговарале токму за се ова што ни се случува денеска. Господинот Ден Дончев, добро вечер и добре дојдовте во нашата емисија. Благодарам што вака во овој тесен период, вие сте само неколку дена тука во периодов. Да. Прифативте да дојдете. Благодарам Јанко и за поканата. Благодарам и што ме представивте како експерт или стручнак, патем речно. Јас лично сметам дека многу луѓе во Македонија обично знаат да се представуваат како експерти, меѓутоа сметам лично за себе си дека имам уште многу да учам во сферата на пазарната економија. За мене експерти се луѓе кои имат искуство можеби 30-40 години во една пазарна економија која Македонија се уште го нема поминато тоа. Луѓе како Милтон Фридман, не знам, луѓе како сегашниот шеф на Народната банка на Америка Бен Бернаки и така натаму, некој од кои сум имал прилика и да присуствувам на нивно предавање. Така што благодарам за тоа, но често сметам дека имам лично јас многу да учам во таа сфера. Позитивното значи не е нешто само моја некоја новинарска етика, па сега да се почувствувате добро. Ги следевме вашите колумни кои излегуваа редовно во Фокус, потоа и престана додека бевте во Бостон и праќате овдека кои некои ги оценија како вистински лекции по економија. Но за тоа потоа, ја би сакал да направив еден концепт за темите со кои сакам со вас да поразговарам. Инаку ги уверувам гледачите дека и за најжешките теми вечерва ќе се проговори. Господин Дончев е спремен на сите можни прашања, на све што се договаравме да го прашам, не одби ни една тема и за мене е многу храбро, бидејќи ја и не знам поинаку. Добро, ми се чини дека некои теми ќе ме следат цел живот, што и да правам, каде сум и тука нема бегање, нели? Јас сум спремен да се соочам со било кое. Добро е да конечно седнеме и едно за секогаш да ги објасниме работите, затоа што се повторуваат некои работи, народот ќе реагира за нешто. Конечно е можеби добро да добиеме една комплетна слика. Но ја би почнал првин со мојата најомилена Америка. Господине Дончев, вие лани заминавте за Соединетите држави. Зошто? Што отидовте? Што ве повлече таму? Што правите таму? Па беше еден, да речеме, еден меѓупростор во мојот живот, како и на мојот ангажман на политичката сцена во Македонија. И сметав дека најпродуктивно, прво тргнувајќи од самиот себе си, ќе го искористам овој период да инвестирам во самиот себе си, тоест во моето знаење, бидејќи како што кажав во старт, мислам дека човек никогаш не е премногу млад или стар за да учи и повеќе, мислам има што да се учи. И затоа одлучив да отидам на постдипломски студии. За моја среќа, можеме да кажем, бев примен во Универзитетот Харвард на магистратура по економија, што ми е втора магистратура, бидејќи веќе пред 10 години исто така имам магистратура по бизнес администрација во одреден факултет во Австралија, но сметав дека економијата и економските науки се нешто во кое можам да се надополнам со аспект на искуството што го имам и што го сакам, и сметав дека да го искористам тој период да отидам на студии. Сакам само да прашам, пред да почнеме со посериозно сондирање и објаснение што точно значи тоа што студирате, ме интересира, бидејќи не сум сретнал многумина кои биле на Харвард. Како изгледа Харвард е едно од најзвучните светски имиња воопшто во светот како универзитети, еден од најелитните универзитети. Зошто токму Харвард и како изгледа Харвард? Мислам, не сега како изгледа дворот во една широка смисла, во принципот на учење, поставеноста на работите, кои предаваат, зошто тие предаваат, во таква една генерална слика да имаме. Се наоѓа во градот Кембридж, кој е залепен град до Бостон. И навистина е еден амбиент, значи прво да кажам, целокупниот амбиент е еден зачудувачки
потенцијал на интелектуални капацитети што постојат во тој град. Значи, Кембридж е локација не само на Харвард, туку исто така на престижниот MIT, кој се рачуна за еден од најпрестижните факултети во доменот на електрониката, техниката и инженерството. Исто така е во Кембридж се лоцирани и Fletcher School of Management, Tufts и така натаму и така натаму. Значи навистина еден град кој е полн со образовни институции на високо ниво и де факто освен студенти да речам кои дипломци, кои магистранти, кои докторски кандидати и професори, тешко да ќе се најде нешто друго во тој град. Значи во еден таков амбиент мислам дека човек може само да учи и да унапредува. Самиот Харвард како амбиент е навистина прекрасен. Јас имав слушнано за се тоа што представува, но додека човек не искуси нешто, не може да каже точно што е и како е. Мислам, јас лично го рачунам како една од најдобрите нешта што воопшто го имам преземено во мојот живот. Вие сте таму во кампусот, таму престојувате? Не, малце надвор од кампусот, меѓутоа во близина. Так, меѓутоа од неколку аспекти. Прво, нивото на студентите се станува збор за во ова сфера во која јас студирам, значи се условно ќе кажам студенти, меѓутоа кандидати за магистратура, значи се прво и пред се просечна возраст е некаде од 33-34 години. Предуслов за да влезеш е да имаш минимум 9 години работно искуство. Навистина? Апсолутно да. Луѓе од ширум светот. Во оваа моја група има околу 200 луѓе. Зошто е тоа така? Зошто е така поставено? Зошто бараат работно искуство? Бараат специфичен профил на луѓе кои работеле, биле продуктивни, значи нема да се занимаваат со теорија, туку директно ќе работат на практика. Тоа е еден аспект. Тоа меѓутоа луѓе кои се биле некои нешто условно речено во нивната држава. Така значи од оваа група во која јас сум има околу 200 луѓе, од кои 50% се од земји надвор од Америка, луѓе кои се биле на одредени позиции. Така се да не спомнувам, меѓутоа има луѓе кои се биле заменици гувернери на народни банки во нивни земји, не знам, врховни менаџери во одредени предпријатија, не знам, новинари кои имаат постигнато одредено реноме во нивната земја и така натаму и така натаму. Значи една доста мешана група на луѓе кои носат со себе искуство, меѓутоа и контакти во нивните земји и мислам дека првата прекрасна можност што нуди е да се отвара фактично една мрежа на контакти ширум светот. Знаете, светот крај на краишта сепак се врте од луѓе, од мрежи, од контакти и мислам дека можноста човек да створува пријателства и контакти е едно од најважните инвестиции што човек може да направи во самиот себе си, што понатаму може да се искористи како и на личен план, меѓутоа и во случај од аспект на придонес за било која позиција тој човек може да се наоѓа во иднината. Не се сомневам дека и вие сте стекнувале такви познанства и пријателства со тие луѓе. Не, апсолутно, да. Тоа е една од најголемите бенефиции, можам да кажам, од аспект на калиброт на луѓе кои привлекува Харвард во постдипломските студии. Второ, да кажам дека професорите се навистина некои од најзвучните имиња во сферата на бизнис, во сферата на економија, во сферата на политика. Не знам, еве еден пример да дадам. Еден од предметите што моментално го зимам на Harvard Business School, се вика конкурентност. Сега професорот на тој предмет е господинот Майкл Портер. Господинот Портер е светскиот гуру, да речем, ако е тој правиот збор за темата конкурентност. Патем речно, американската агенција USAID има еден куп проекти за конкурентност ширум светот и меѓу кои исто така и Република Македонија пред 3 години отвори проект со помошта од средствата од USAID и имаме исто така совет за конкурентност. И креаторот на целата методологија, да речеме, токму професорот Портер. Значи станува збор за врвот на оваа бранша во бизнисот. Господине Дончев, многуми на прв пат ќе слушнат дека потребна е дека конкурентноста како не е само еден празен поим, дека за тој поим стои една цела наука.
Еве дури и ја искрено. Јанко, значи едно нешто. Мора ние да едноставно да сватиме како нација, како народ дека богатството на една земја се створува од компаниите и од фирмите кои работат во приватниот сектор. Значи, државата е еден вид парасит, ако можам да кажам, во смисла дека зима приходи кои веќе се створени од приватниот сектор. Така, државата како државен сектор не створува вредност. Државата зима од приватниот сектор. Многу ова ни го објаснува. Не сакам да апсолутно државата и државните институции се неопходни за функционирање на една држава. Мора да сватиме дека богатството се створува од приватниот сектор, да. Сега, за да имаш богат приватен сектор, мора да бидеш конкурентен во еден глобален свет, да не навлегувам многу во економски теми уште сега. Конкурентноста во таа смисла значи продуктивност. Врз одредена количина инпут, така колку материјали, колку капитал во смисла не на пари, туку станува збор за технологија, за техника, се внесува во одреден процес и колку излегува производство од тој процес. Тоа е дефиницијата на конкурентност. Многу ми е битно затоа што сега во интервју знам како ќе ги поставуваме работите, кои ќе ги поставувам прашањата, бидејќи пиедесталот. Значи, на прво место стои приватната компанија. Апсолутно. Во една држава, едно општество. Богатството се створува од приватните фирми, значи, на микрониво. Тоа е на микрониво, тоа е апсолутно. Тоа е основата, тоа е почетокот, тоа е најбитната работа. Тука се створува вредноста на било која нација. Значи, зборот ми е да повелете. Значи еден пример на професор исто така, еден од професорите што имам привилегија да го слушам исто така е господинот Мартин Фелдстин. Тоа име можеби не е познато тука. Меѓутоа господинот Фелдстин како професор значи на Харвард беше еден од двајцата можни кандидати да го замени Ален Гринспен. Така Ален Гринспен, шефот на Американската централна банка. Не сега отиде во пензија. Така. Бен Бернаки го замени него. Следевме на CNN промената која дури јас се чудев, викам зошто толку значење придаваат интернационалните медиуми на тоа. Тоа е главната економска функција во светот. Банкар на светот. Банкарот на светот. Така што господинот Фелдстин беше еден од 20 главни кандидати сега. Значи тој калибар имаш исто така и во други одредени сфери. Тоа е калибарот на професорите што предаваат таму и мислам тоа е навистина привилегија. Дали тука едноставно не само што се вие правите еден апгрейд сопствен личен како личности, нели? Нормално од таму кој ќе излезе, кој ќе заврши, кој ќе ги заврши тие постдипломски студии, сигурно веќе е на едно друго ниво било каде да се појави со своето CV. Се работи, дали е тоа еден од правците кои едноставно светот укажува ова е, вака е, ова се правилата на игра, ова се можностите, вака ќе се развива. Нема импровизации, нема како што, например, дали го имате тоа чувство дека во таа една глобализација, светот во можностите на економскиот развој, тие работи, тоа се правилата на игра кои ќе ги имаме во наредните 500.000 години.